Почекай за да се уклучат. Почитувани македонци, еве во очи на 117 годишнината од Илинденското востание, македонскиот национален празник, имав спремано еден текст за голготата на коските на великанот Гоце Делчев, кој патем да кажам дека подолго време од бугарска страна и од наша страна, нема да речам македонска, бидејќи тие што зборуваја, односно што се сложија и договорија со бугарскиот договор дека имаме заедничка историја со Бугарија и дека Гоце Делчев може да биде заеднички, да го делиме на половина, само не знам дали ќе биде до глава или во тој смисол пред неколку месеци имав една заложба да напишам подобри информации за страдањето на коските на Гоце Делчев и како беа чувани коските на Гоце Делчев од 1903 година па до 1946 година да не се дадат на бугарските фашистички власти, а денес така лесно да се продаде Гоце Делчев и да се продаде всушност и историјата на македонскиот народ и да бидеме ние дрво без корен, патем тоа секој еден треба да го знае и јас ве охрабрувам да не сакам да го поганам сега Илинден со Зоран Заев, бидејќи е македонски национален празник. Не сакам да бидиме ние како Зоран Заев со амутите на очите и да гледаме само во иднината. Иднина нема без минато. Ако не си ја знаеме историјата, ако не знаеме ние ништо за нас, не можеме да имаме иднина. Ако беше така спрема Зоран Заев, веќе сега ме фаќаат и така малку напорни мисли, немаше грците да се борат толку многу за Александар Македонски и за античката историја. Немаше Бугарија толку многу да се бори за
средновековната историја на македонскиот народ, ако тоа е така беззначајно. Многу е значајно да си го знаеме како колектив, како народ, нашиот корен, нашето стебло и во иднина ќе имаме плодови. Во сушност, ако немаме ние корен и ако немаме дрво, нема ни да има плодови. Затоа, во тој смисол, јас би сакал само да се осврнам на коските на Гоце Делчев, како беа со страдање и како со страф и со маки ги зачуваа етничките македонци и не им ги предадоа, како што реков, на бугарските фашистички власти во тогашно време. Од 1903 година од Баница, па до ден денешен не им ги дадоа и нема да им ги дадеме коските, па ниту ќе им го дадеме Гоце Делчев, па ниту и другите наши историски македонски личности, а не особено апостолот на македонската национална држава, апостолот на македонскиот национален народ. Текстот кој го пишував се вика Голготата на коските на великанот Гоце Делчев или патила глава и уште ќе пати. Почитувани, го пишував овој текст во пресрет на 117 годишнината од убиството на Гоце Делчев, но со цел, како што реков, да упатам информации и докази и до бугарските историчари и бугарскиот народ и другите кои не знаат и не разбираат и не сакаат да знаат. Значи, со намера да му оддадам неизмерна почит кон неговото импресивно дело за македонскиот народ и Македонија. Последните 2-3 години, како што знаете, великанот Гоце Делчев е предмет на распродажба заедно со неговото големо дело, кое го направил за време на неговиот краток живот. Ова ме потсети на една приказна што дедо ми Богоја ја раскажуваше кога бев мал и ми објаснуваше како еден човек може да страда за време на животот, а и по него. Имено, во селото имале еден македонец кој секогаш бил малтретиран од тогашните власти и од предавниците. Човекот бил многу мачен и во маки го напуштил светот. Откако бил погребан во селските гробишта, некои дечина по неколку години, без да знаат, му го откопале и почнале со стапови да удираат по черепот и да играат со него. Го тркалале, се додека не ги забележал некој човек, кој го зел и повторно го закопал на гробиштата. Оваа приказна, почитувани македонци, ме подсетува на судбината на Гоце Делчев за време на неговиот живот и по неговата смрт. Познато е што се правел Делчев за да спасува глава од тогашните турски, бугарски и грчки власти, но и од домашните кодоши. За наша среќа, Гоце бил исклучително паметен, тој бил стратег и визионер, па вешто ги избегнувал сите несакани настани. Но, за жал, на 4 мај 1903 година бил предаден на турскиот аскер и во селото Баница бил убиен. Димо Хаџидимов, кој бил со Гоце, вели дека 15 часа го бранеле смртно погодениот Гоце, никако не дозволувајќи аскерот да се приближи. Мртвото тело на Делчев било препознаено од мајорот Хусеин Тефиков, турчинот, неговиот школски другар од военото училиште во Софија. Значи, мајорот на аскерот, на турскиот аскер Тефиков, учествувал во убиството на Гоце Делчев, а тие заедно учеле во Софија. Мајорот Тефиков наредил телата на Гоце Делчев и на Димитар Густанов да се однесат во Серско. Но стигнала нова наредба од Солун, телото на Гоце Делчев, да се погреба во Баница. Таму и бил погребан под брестовите на ливадата покрај селските гробишта. Почитувани македонци, по 3 години, во 1906 година, на Ѓурѓовден, Михаил Чаков и Атанас Даскалов Таската, кои биле до Гоце кога бил убиен, решаваат да ги откопаат коските на Гоце Делчев,
и да ги сокријат од непријателите, особено од грчките и бугарските чети. Но при барањето на останките, тие забележале дека градниот кош на Гоце Делчев бил останат цел. Затоа одлучиле да ги земат само главата и рацете. Некој од четниците македонски Тивко рекол: срцето на Делчев не сака да ја уништи, односно да ја напушти Македонија. Михаил Чаков ги однел тие делови од коските на Гоце кај дедо му Никола Мутавчиев, клисар во црквата во Баница. Коските на Делчев 3 дена биле чувани во спирит или ракија и потоа ставени во ковчег. Со овој чин почнува голготата на коските на останките на Гоце Делчев. Во 1908 година, почитувани македонци, дедото на Чаков повторно го откопува гробот на Делчев и ги зема градните коски и ноцете на Делчев и со главата и рацете ги става под алтарот во црквата во село Баница, каде што сметале дека е најсигурно место да се чуваат овие свети коски. Таму коските тајно ги чувале 10 години, дури 10 години. Во текот на Првата светска војна, Михаил Чаков учествувал со неговата чета до 1917 година. Поради болест се враќа дома и испраќа абер преку своите пријатели до дедо му Никола Мутавчиев, за да ги земе коските и да ги однесе кај него. Никола ги собрал останките во торба и тргнал со воз од Сер. Меѓутоа, во возот му ја одзеле торбата на Никола заедно со коските, мислејќи дека тоа е злато. Но кога виделе дека се коски од мртов човек, торбата ја фрлиле од возот. Никола барал по секоја цена да слезе и молел за помош. Клисарот слегол од возот и тргнал во спротивниот правец на железницата за да ги бара коските. По долгото барање ја нашол торбата со коските на Делчев, фрлена во некоја ливада покрај железничката. Голготата и натаму продолжува со коските. Од Баница, затоа што се вратил дедото, останките стигнале кај Михаил Чаков дури во 1919 година, по завршувањето на Првата светска војна. Чаков живеел тогаш во градчето Ксанти, кое се наоѓа во подножјето на планините Родопи. Со повторната поделба на Македонија, ова градче и е доделено на Грција и поради тоа Чаков заминал во Пловдив да живее. Но тажната одисеја со останките Гоцеви и натаму траела. Чаков и неговата сопруга го пренесуваат реликвентното сандаче во новиот дом во Пловдив на 2 август 1923 година по повод 20 годишнината од Илинденското востание. Изнесени се коските на Гоце Делчев за оддавање почит во црквата Света Недела од македонците кои учествувале во Илинденското востание. Таму стојат 10 дена, потоа се ставени на таванот од црквата, каде што се чуваат додека да се пренесат во домот на македонската организација Илинден, која се наоѓала во Софија. По краток период биле пренесени во македонскиот дом и биле прифатени од илинденците кои учествувале во 1903 година, кои направиле специјален саркофаг за останките на Гоце Делчев. На саркофагот се заколнале илинденците и напишале: ги заколнуваме поколенијата, овие свети мошти да бидат погребани во главниот град на независна Македонија или пак, како што пишува на саркофагот, на столицата на слободна Македонија. На 6 октомври 1946 година голготата на останките на Гоце Делчев продолжува, но се надзира трајното почивалиште на големиот македонски син и деец апостолот Гоце Делчев. Ковчегот со коските на Делчев да се однесе во главниот град на независна Македонија.
И од Софија патуваат преку Пиринска Македонија, низ градовите Сандански, Благоевград, Неврокоп, сегашен Гоце Делчев, илјадници македонци излегувале да му се поклонат на великанот и апостолот Гоце Делчев. Од Петрич моштите биле префрлени во Струмица, а потоа однесени во Скопје, главниот град на Македонија. На 10. октомври 1946 година, конечно голготата на коските на Гоце Делчев завршува. Мачењето завршува. Саркофагот со останките на великанот е положен во дворот на црковниот храм Свети Спас во метрополата на Слободна Македонија. Нека му е вечна слава на Гоце Делчев, а исто така да ни е многовековит Илинден, македонскиот национален празник на македонскиот народ. Почитувани македонци, да ни живее Македонија за секогаш и вечна и долу предавниците. Толку од мене.